Кочанчани наполно ги прифаќаат повиците од надлежните јавно да се идентификуваат во случај на позитивни тестови на коронавирусот. Вчера и денес неколку семејства и поединци преку социјалните мрежи изјавија дека се позитивни. Меѓу другите, со таква објава излезе и Светлана Андова, вработена во Центарот за јавно здравје во Кочани, која потврди дека позитивен е и нејзиниот син. Ви посакувам многу здравје на сите. Останете дома и почитувајте ги препораките за заштита. Се надевам ова зло ќе помине брзо и сите ќе се вратиме на нашите обврски. Напиша Андова. Од општината Кочани велат дека се изненадени од односот на граѓаните кон повикот на кризниот штаб. Дека свеста кај граѓаните на високо ниво, што радува. Сите лица кај кој е детектиран присуство на коронавирусот, дека да се пријавуваат сите тие што имале контакти и обратно, дури имам и такви информации дека и лицата кај кој е детектиран вирусот се јавуваат и на телефон со тие што имале контакти, ги предупредуваат дека тие се позитивни. Инаку до денес во Кочани има 18 позитивни на COVID-19 и 1 смртен случај. Денес е регистриран и првиот позитивен случај на пациент позитивен на COVID-19 и во Пробиштип. Минатиот месец имаше посета на едно лице кое што дојде од Скопје, каде што се утврди дека е позитивна на коронавирусот. Сите контакти кои што ги имаше во текот на 12 часа, бидејќи само толку беше присутен на територија на општина Пробиштип, лицата беа изолирани во самоизолација. Со ова, бројот на општини каде е регистриран вирусот во регионот се искачи на 3. Купно заразени се 39 лица, од нив 2 се излечени, а 2 починати. Нема поголеми промени во бројот на изолирани лица во источниот регион. До денес, до 12 часот, бројките се следни. Штип 75, Кочани 63, Чешиново Блешево 20, Виница 13, Македонска Каменица 12, Берово 10, Зрновци 9 лица, Карбинци 7, Делчево 6, Пробишти 5 и Пехчево 1 лице. Во меѓувреме, во државен карантин ВИП во општина Берово се сместени 43 лица од Македонија. Забраната за движење неа почитувале 12 лица, 9 биле приведени и 3 опоменати. Поднесени се 13 кривични пријави. Речиси сите општини засилено и строго ги спроведуваат задолжителните мерки за заштита од коронавирусот. По примерот на Штип и Кочани и во општина Свети Николе сите возила кои влегуваат во градот ќе бидат подложни на дезинфекција. Таму веќе поставен и трет пункт за оваа намена. Во Штип од денес се затворени повеќе наменските и детските игралишта од страна на јавното предпријатие Стипион, како дополнителна превентивна мерка од коронавирусот. Доправа доаѓа, а тоа е нешто кое што го најавуваат и здравствените работници, Министерството за здравство, така што ние мораме да бидеме подготвени. Апелирам до граѓаните да бидат разумни и целосно да ги почитуваат сите насоки, не поради тоа што ќе имаат правни санкции и норми кои што ќе ги изрече Министерството за внатрешни работи, туку поради своето здравје. Денес беше извршена и детална дезинфекција на градскиот пазар во Штип пред утрешниот пазарен ден. Идентично како и минатиот петок и овој, на пазарот ќе се продаваат само прехранбени производи и тоа во периодот од 7 до 15 часот. Се апелира до сите посетители да ја зачувуваат препорачаната дистанца и да пазаруваат одговорно.